Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Рекетарите од власта се уште молчат и се обидуваат да ги заташкаат народски кажано најважните факти кои што треба да дадат одговор. Катица Јанева, заедно со незиниот син Лазар Јанев и Боки 13 рекетирали, уценували, вршеле притисоци врз бизнисмени и политичари. Впрочем, и самата ВМРО ДПМН и незиниот председател Мицковски беа предмет на уцени и притисок од самата Катица Јанева. Затоа, како што рековме, има и сведок кој може да посведочи доколку биде повикан председателот во обвинителството. Боки 13, заедно со врвот на власта, со врвот на СДСМ, преку најблиските соработници на Заев, кои уживаат довербата на Зоран Заев и безрезервната поддршка во се, како што има и самиот Заев кажано за своите соработници во интервјуата, се стекнале со изнуден рекет во вредност од десетици милиони евра. За сега СДСМ и Заев по цена на штета на сите граѓани ги кријат и се обидуваат да ги заташкаат раководните луѓе од врвот на СДСМ што рекетирале преку СЈО или така наречените кики и фрики кои што се уште им го кријат идентитетот. Дали затоа што и Зоран Заев знаел и затоа тој самиот ги штити бидејќи со негова дозвола рекетирале. Каде е Катица Јанева и дали е направен распит на нејзи и на нејзиниот син? Што се е откриено во телефонот на Катица Јанева и дали на вистина другиот телефон го фрлила низ прозор при запленувањето на првиот. Доколку не е фрлен низ прозор и е изгубен или оставен во Белград, како што тврди нејзиниот син, што се имало во него под предпоставка дека може да е најден од органи на друга држава и зошто Катица Јанева не го пријавила истото во моментот кога го изгубила телефонот. Зошто Катица Јанева и сини кои се дел од рекетирањето се уште не се во притвор за да не може да влијаат врз сведоци во постапката. Зошто не се соопштува колку прислушувани и снимани разговори, така наречени бомби, се најдени кај рекетарите, наменети за приватни цели и дали истите тие во моментов се уште кружат и се пуштени во промет за да може и други луѓе да ги рекетираат истите луѓе кои што биле предмет на уцени. Ниедна глума на Заев не може да го испере од криминалот во кој е вмешан до гуша. Заев е главата на овој рекетарски октопод и Заев е антипод на борец против криминалот и корупцијата. Зоран Заев и СДСМ, кои што се мозоците на оваа афера за рекетирање, зашто предупредувавме одамна дека СЈО служи е направено, веднаш треба да си поднесат оставки и да распишат предвремени парламентарни избори, за да може граѓаните да ги тргнат од власт. Благодарам. Дали има прашање? Повелете. Вака, се уште стоиме на истиот став од вчера, односно од пред 24 часа. Се уште е предмет на анализа законот, бидејќи не се работи за обична измена на обичен закон, туку се работи за закон кој што треба да ја донесе правдата во Република Македонија. Ова е закон предложен од Зоран Заев. Знаеме дека Зоран Заев е моментално најкриминалното суштество кое што се обидува да се спаси, така да треба да се прочита со внимание за да се видат сите скриени намери кои што веќе добро ни се познати на сите, односно да се заштити самиот. Така да во текот на наредните денови ќе излеземе со конечен став во однос на законот. Токму така. Дали беше завршен овој предлог закон? Дали ќе го доставите истиот во собранието партии? И тој предлог закон е во финална фаза, односно се финишира. Од поодамна е отпочнат да се прави од страна на нашите правни тела во партијата. Меѓутоа, во моментот кога ќе завршиме со анализа на законот кој што е предложен од страна на Зоран Заев, тогаш ќе излеземе веднаш со нашиот предлог закон, односно со целиот концепт како ни е направен и сложен. Дали во тој предлог закон дефинира некое име кој што би бил наследник на Катица Јанева, со оглед на тоа што не се согласувате со наследникот кој што го предложи Зоран Заев? Видете, најпрвин во законот треба да се дефинираат сите оние постулати и принципи кои што ги предложивме до СДСМ, а тоа се принципи и постулати на кои што почива меѓународното право, односно европското право. Веднаш тие кои ќе се, односно веќе се етаблирани и се концепцијски направени, веднаш потоа ќе стане збори за предлог јавен обвинител, меѓутоа
предлог јавен обвинител кој што нема да биде во блиска корелација со Зоран Заев. Предлог обвинител кој што ќе може на вистински начин да ја донесе правдата во Република Македонија, а не да гледаме како сега да биде предмет кој што ќе оценува и ќе биде продолжена рака на Зоран Заев и СДСМ. Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН може да поднесе амандмани на овој закон кој што власта ќе го предложи или ќе оди со контра со свој предлог кој што го подкрепува што кажавте претходно? Кои се варијантите барем сега? Видете, остануваат сите опции отворени, но сепак да почекаме да завршиме со анализата на предлог законот од страна на власта. Веднаш потоа ќе излеземе како ќе дали ќе го поднесеме законот, дали ќе бараме интервенции во законот. Меѓутоа, доколку им беа искрени намерите на СДСМ, на Заев, на Рената Десковска, доколку не сакаа самите да амнестираат некого од криминал кој што е близок до нив, тие уште на групите кои што преговараа, на тимовите, на нивните средби ќе можеат да реализираат еден предлог закон кој што ќе биде за добробит на сите граѓани. Во моментов, затоа, како што реков, треба внимателно да се прегледа, бидејќи сепак се е поднесен од луѓе кои што сакаат да заштитат криминал во моментов. Алијанса за албанци предлагаат за наследник на Катица Нeva да биде од надвор од државата, од Европска унија. Дали за вас е прифатливо? Видете, тоа прашање во однос на име, кој би бил на местото на Катица Јанева, односно кој би бил јавен обвинител кој што ќе гони таков вид на корупција и криминал, треба да биде предмет на консензус на партиите, веднаш од како ќе се утврди законот, односно како ќе биде концепцијски направен законот. Се до тогаш треба првин да се направи закон кој што ќе биде вистински направен за да ја донесе правдата во Република Македонија, за веднаш потоа да се разговара за име, односно кредибилно име кое што на вистина ќе може да ги сведе сите овие криминали во Република Македонија до самиот финиш и криминалците кои што се огрешиле пред правдата да одговараат, нормално тоа сега не беше случај со Катица Јанева и со русковска обвинителството кое што е во блиска корелација со Зоран Заев. Повелете. Молам? Тоа што го зборевте на почетокот 10 милиони евра кики се колку пријавите во обвинителство, што ви кажа? Видете, доволно обвинителството има и кадар и потенцијал, меѓутоа нема волја. Зашто не сте го пријавили тоа? Јавно е објавено. Тоа ме интересува. Обвинителството треба само да се фокусира и да не замижува пред ваков криминал. Не сте го пријавили, веќе се сериозни наводи. Не сте го пријавили, а не сте го чули за пресконференција, значи не сте го пријавили. Тоа не беше поентата. Значи не е пријавено. Не, и тоа се наводи кои што и самото обвинителство ги знае, меѓутоа останува слепо и глуво и не сака да ја прошири истрагата и да ги пронајде вистинските. Обвинителството треба да излезе јавно и конечно да не молчи, да каже што се поседува од докази, кои се луѓе се вмешани во ова рекетирање. Се до тогаш, ве молам да довршам. Се до тогаш ние јавно ќе повикуваме да ги открие кои лица од врвот на СДСМ и на власта, кои блиски соработници на Зоран Заев се вмешани во оваа најголема афера до сега за рекетирање на бизнисмени и политичари. Тоа е работа на обвинителството, би ве упатил да се обратите или кај Зоран Заев или кај јавниот обвинител, тие најдобро може да ви кажат, бидејќи тие ги знаат на овој моментов или молчат или ги кријат со некои задни намери. Така да обвинителството е тоа кое што треба да соопшти кои се тие луѓе и да прошири истрагата или да ја сведе до самиот финиш што улога имале во целиот овој октопот на рекетирање и со што се стекнале и кои им биле корелациите со Бојан Тринаеска, со Зоран Заев и така натака. Ја да се вратам повторно на Повелете. законот за јавно обвинителство. Според она што кажувате изминатите денови, вие нема да поддржите овој закон. Тоа значи дека Вака се. нешто што го барате повторно пред времени парламентарни избори. Предвремени парламентарни избори е прашање, односно е тема која што подолго време кружи во јавноста и ние тоа го бараме. Тоа треба да
се случи уште веднаш, Зоран Заев да ја распушти владата, си даде оставка и да распише предвремени парламентарни избори за да прекине се ова што се случува во моментот. Во однос на законот за јавно обвинителство, кажа вчера, ќе кажам и денес, за нас не е прифатливо решение како Вилма Русковска, која што е во блиска корелација со Зоран Заев. Во однос на другиот дел од законот, тоа е оној закон кој што ќе се поднесе во собранието. Тој во моментов е предмет на анализа, но како што реков и вчера, можно е да речеме прифатливо спојување на специјалното јавно обвинителство со јавното обвинителство. Меѓутоа да почекаме до крајот на анализата на нашите партиски тела, односно правната комисија, преговарачите за законот за јавно обвинителство и веднаш потоа ќе ги имате сите одговори во однос на прифаќање на закон, амандмани, поднесување нов закон, не знам, можни алтернативи за јавен обвинител и сите останати работи кои што се важни за да се заврши оваа тема. Нели сметате дека може да речеме да дојде до некоја политичка криза ако не се донесе овој закон кој што практично е услов за октомври за введениот датум? Вака, нели вие сметате дека сето ова владење на Зоран Заев е еден вид политичка криза? Нели вие јавноста сметате дека ова во моментов што се случува оваа афера на рекетирање е само по себе политичка криза позади која што стои Зоран Заев и неговото раководство? Да бидеме реални, таму се вклучени луѓе за кои што требаше на еден начин да го расчистат криминалот за кој што говореа дека го има во Република Македонија. Видовме дека сето она што беше нелегално прибавено како разговори беше искористено за уценување на политичари, за изнудување политички одлуки по волја на Зоран Заев, за уценување на обвинители, судии и бизнисмени. Така да сметам дека во моментов единствен виновник, доколку не добиеме датум за преговори во октомври, тоа ќе биде Зоран Заев, затоа што во моментов тој е начело на владата и на партијата каде што никнува најголемата афера во Република Македонија, тоа е аферата за рекетирање. Никој не може да му биде виновен на Зоран Заев доколку не добиеме датум за преговори и нема да може самиот да се амнестира затоа што тој е директно виновен за сето ова што се случува во моментот во Република Македонија. Ние одамна апелиравме дека не се подготвени да го донесат реформскиот процес, меѓутоа еве се покажи на дело дека не само што не се подготвени, туку имале и сосема други изопачени намери, така да вината ќе падне само кај нив. Затоа сметаме дека решение е само предвремени парламентарни избори. Дали останувате на ставот дека ќе го бойкотирате пописот? Доколку да, што треба да се промени, што треба да се направи за да се смени? Видете, нашиот став во однос на пописот е одамна јасно кажан. Во моментов можам да истакнам само дека веќе тимови преговарачки од страна на ВМРО ДПМН и на СДСМ работат на законот, меѓутоа како и за се друго, нормално ставовите ни се диаметрални. Има неколку работи кои што се суштински, имаме повеќе од 20 на точки кои што во моментов се разговараат на тие преговарачки тимови на состаноците кои што ги водат. Би извоил еве неколку како поважни. Тоа е да еве конкретно кај попишувачите да не оди само еден попишувач, да одат тим попишувачи. Сега во моментов е предложено да оди еден попишувач, да има верификационен лист на попишано население, да не се внесува директно електронски, туку да има доказ кој што ќе остане за понатака и кој што ќе може да биде предмет на било каква анализа и обработка, доколку е потребно од страна на државните органи. Бараме да биде на почетокот на декадата, односно 2021 година, кога практично Евростат и Европската Унија имаат препорака и кога ќе во сите европски земји ќе се прави пописот и бараме да не може, ова е можеби најважното прашање кое што е за сега јавноста, да се попишува само резидентно население, а да не може да се попишува од некој си, како што буквално е напишано во законот, не кажува ни во каква роднинска врска, ни во каква врска е со оној што го попишува кој што е во странство, да може само со матичен број да го попише дека е жител на Република Македонија, практично можеби 25 години не се појавил во државата. Други прашања? Повелете. Согласно агендата не сум сигурен дали му е направена со точна сатница, но да, мислам дека ќе се сретне и со ВМРО ДПМН, меѓутоа очекуваме да
да стигне конечната агенда од неговиот кабинет. Добро, благодарам.